Вторник, 19 ноември, кратки вести во 12 часот. Во план е да направиме отворен систем на патарини и да ја зголемиме ефикасноста на патувањето, истакна заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски во телевизиско гостување. Потенцира дека за автопатската делница од Скопје до Охрид нема потреба од инвестиции за ова, бидејќи тие сега се градат. Во однос на модернизација на патарините, тој истакна дека тоа е поради воведување на таговите што ги користат и странски граѓани и е дел од обврските на Отворен Балкан. Специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо во Охрид е помеѓу јавните здравствени установи во кои е планирано реконструкција во текот на следната година. Со предлог буџетот за 2025-та предложен од владата до собранието се одвојуваат 7,5 милиарди денари за здравството. Во болницата Летово беа комплетирани дел од градежните зафати, па управната зграда доби нова фасада и прозорци и беше променет дел од кровот со азбестни плочи. Оваа здравствена установа го осигурува третманот на сите заболувања на локомоторниот апарат за пациенти од земјава, но и од странство. Официјално потпишан договорот за изведба и поставување на урбана опрема на туристичкиот локалитет Липо на Ливада во Националниот парк Галичица. Ке се започне со изградба на инфраструктурни објекти со цел подобрување на туристичката понуда во паркот, информираат од Националниот парк Галичица. Активностите се во рамки на проектот Подобрување на управувањето со Национален парк Галичица, финансиран од Министерството за животна средина. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.